гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин, 17:10, време за нови информации кога станува збор околу проблемите со вашето здравје. Денеска ќе говориме на тема метаболен синдром и ќе поврзаме со COVID-19. Бидејќи метаболниот синдром опфаќа повеќе, како да кажам, здравствени проблеми, за кои што во текот на разговорот ќе да знаете нешто повеќе. А исто така и е ризик фактор кога станува збор за вирусот COVID-19, па сакавме малку да ги поврзаме овие две работи и да ве информираме малку повеќе околу ова. Одговорна докторка за денешната тема е Сонја Васич, која што е специјалист, примариус специјалист интернист и е дел од тимот на болницата One Hospital во Тетово. Ето. Така. Се надевам дека сето ова што ќе го кажеме ќе биде од ваша корист, меѓутоа пред да поздравам доктор Сонја, само накусо ќе кажам неколку реченици околу оваа денешна тема. Значи, метаболниот синдром е збир на ризик фактори кои ја зголемуваат можноста за развој на срцева болест, мозочен удар и диабетес. Затоа и кажав повеќе здравствени проблеми. Познат е и под други имења како синдром X, синдром на инсулинска резистенција и дисметаболен синдром. Метаболниот синдром е сериозен здравствен проблем, зафаќа 35% од возрастната популација. Бројот на лица се зголемува со возраста, афектирајќи повеќе од 40% на лица на возраст од 60 до 70 години. Уште една реченица, причините се зголемена телесна тежина и гојазност, физичка неактивност и генетски фактори. Примарно е предизвикан од гојазност и неактивност. Веќе ја имам доктор Сонја на видеолинк. Доктор Сонја, јас ти благодарам. Многу долго време не сме се виделе и не сме искомуницирале. Драго ми е што еве денес ќе бидете дел од ваш термин. Јас ви благодарам на поканата и се надевам дека за гледачите ќе бидат корисни некои од советите кои што ќе се обидам да ги презентирам. Така, вие сте веќе дел од тимот од One Hospital, тоа е болницата во Тетово. Веќе имаме остварено соработка со вас, ќе проложи соработката секако и со некои од вашите колеги, ќе се обидеме да направиме разговори се со цел да ги информираме нашите гледачи. А денеска кажав ќе проговориме за метаболен синдром и COVID-19. Меѓутоа прво ќе започнеме да говориме за метаболниот синдром. Што представува всушност, да ни кажете? Пред да почнам да зборувам за денешната тема, би сакала гледачите да ги информирам дека One Hospital има своја амбуланта и во Скопје, така да достапна е и на жителите во главниот град на нашата земја. Да. Што се однесува до денешната тема, до метаболниот синдром, како што и вие кажавте во најавата, тоа представува збир на повеќе симптоми или во последно време како милуваме да го употребиме зборот кластер на повеќе нарушувања, односно ризик фактори, кои што ги има и се јавуваат во текот на живот на луѓето, пред се заради зголемување на ризикот од компликациите што ги носи ова збирно заболување, за кое што после повеќе почна да се зборува и да се актуализира истото кон крајот на 80-тите години од минатиот век. И од тогаш е многу по-распространето, особено во Соединетите американски држави и на европскиот континент секако, и нашата земја не е имуна од компликациите што ги носи ова заболување. Како што и вие напомнавте, значи ова заболување се нарекува и синдром за тивокубиец или синдром на инсулинска резистенција, затоа што е збир на повеќе етиолошки чинители кои што водат до компликациите крајни за кои што сакаме да проговориме денеска и кои што секако дека треба да се избегнат. Така. Зошто се јавува и кои се ризик факторите за да се појави метаболниот синдром? Метаболниот синдром се јавува како резултат на повеќе ризик фактори, значи не може да кажеме дека само еден момент ја дефинира појавата на овој метаболен синдром,
Меѓутоа, како најголем причинител се уште се смета инсулинската резистенција, а тоа представува, значи, инсулинот е хормон. Најпрви треба да објасниме за гледачите што е инсулин. Инсулинот е хормон кој што возможува полесно продирање на гликозата во клетката и со тоа тој представува гликозата енергетски двигател на работата на клетките. Меѓутоа, со инсулинската резистенција се случува некое пореметување, така да е отежнато продирањето на шеќерот во клетката, заради тоа неговото ниво во циркулацијата се зголемува и на тој начин се детектира по известно време се детектираат зголемени вредности на гликемија во циркулацијата во крвта. Ова што се случува со метаболниот синдром во основа е компликациите што се случуваат од вака зголеменото ниво на шеќер и нерегулираните вредности што се јавуваат промените на ткивата, а последователно и на кардиоваскуларниот систем. Така. Кога станува збор за диагностиката, бидејќи нели се некако како да кажам, кога станува збор за метаболниот систем, метаболниот синдром, тука се опфатени нели параметрите на нивото на триглицеридите, холестеролот и шеќерот во крвта. Дали при преглед на крвна слика, ако ги имаме сите овие три параметри покачени од нормалните вредности, можеме тогаш да кажеме дека едно лице има метаболен синдром или доволно се само да се две присутни? Значи, ако постојат повеќе параметри врз основа на кои можеме да кажеме дека метаболен синдром. Од трите се обидно да се барем 3 пати присутни, па да можеме да кажеме дека се работи за метаболен синдром. Во основа, значи најпрвин е дебелината и тоа е централниот тип на дебелина, која што се карактеризира со појава на масни наслаги во стомачниот дел, во половината, и таа дебелина изместува, значи има критериуми кога ќе кажеме дека се работи за централен тип на дебелина, викаме кога обемот на струкот кај машка особа е зголемен повеќе од 100 см, а за жените повеќе од 80 см. Ако шеќерот во крвта е поголем од 6 милимоли на литар на гладно, исто така е еден од елементите кој што треба како параметар да го земиме за тоа дали постои или не постои метаболен синдром. Понатаму, висината на крвниот притисок треба да е 130 и со 80-85 и поголема, и доколку и покрај земената терапија обстојуваат овие вредности. Така. Понатаму, по однос на маснотиите во крвта, е карактеристично дека триглицеридите треба да бидат поголеми од 1,7 милимоли на литар, а додека пак тука е многу битно кои се вредностите на така наречениот КДЛ, односно добар холестерол. Сега тука е многу битен и односот помеѓу триглицеридите и добар холестерол, кој е со сигурност викаме дека се за систем инсулинот, и тогаш викаме дека тоа е еден од основните фактори кој што се мери, односно маркер за кој што изборува дека се работи за метаболен синдром. Кога рековме за ризик факторите, тука викаме дека
основен ризик фактор е континуираната неправилна исхрана. А кога веќе неправилна исхрана, значи исхрана богата со масноти, богата со шеќери, богата зачинета храна. Исто ризик фактор представува пушењето. Потоа друг ризик фактор е седалниот начин на живот, односно немањето на физичка активност. Неконтролираниот стрес е исто така голем ризик фактор за појава на метаболен синдром, а како дополнителни фактори кои што водат до метаболен синдром се генетски фактори, од генетиката не можеме да избегаме. Потоа возраста, како што кажавте вие, возрастната популација, особено над 60 години, кај жените е периодот на постменопауза и постоењето на полицистични јајници, односно полицистична оваријална болест, исто така некои видови на лекови кои што обично ги даваме при регулирање на системски заболувања, можат да доведат до појава на метаболен синдром, односно да го провоцира. Меѓутоа, повторно ќе нагласам дека потребни се и овие претходно кажани, некои од овие други кажани фактори, што значи барем 3 фактори ризични кога имаме, 3 елементи, тогаш можеме да зборуваме за метаболен синдром. Значи, од овие 5 кои што ги наведовте, како што кажавме, нивото на шеќер во крвта, дебелината, значи околу струкот, крвниот притисок, маснотиите и холестеролот. Барем 3 од овие ако се има, тогаш веќе можеме да утврдиме дека некој има метаболен синдром. Што ако навреме не се како да кажам, утврди дека постојат вакви проблеми кај еден пациент или кај една личност, што може да се случи, бидејќи јас потенцирав и на почетокот дека може да се наруши срцевото здравје, значи може да се добија диабетес и така наму. Што се може да се случи, какви компликации? Значи, доколку на време не се препознае метаболниот синдром и доколку не се реагира, односно не се преземат и тераписки и хигиено-диететски мерки во смисол на хигиено-диететски режим на живење, тогаш може да се јават бројни компликации. Пред се тоа е атеросклерозата, односно промената на ѕидот на крвните садови, при што се јавуваат наслаги, атероматозни наслаги генерализирано. Значи на повеќе крвни садови и сега во зависност од кој орган е најмногу засегнат од недоволната циркулација во крвните садови, консекутивно следуваат различни симптоми. Значи кардиоваскуларните болести се тука во прв ред, потоа мозочната инсуфициенција, односно болестите на мозокот, диабетот со сите компликации кои што ги носи, рековме срцевиот мозочен удар, исто така предуваат една од поголемите и почестите компликации. Бубрежните заболувања, било тоа да се во почетокот со помало ефект, меѓутоа ова заболување може во крајна мерка да донесе и хронична бубрежна инсуфициенција и ваквите луѓе да завршат на хемодиализа. Тука со зацрн кој што не е од алкохола етиологија, исто и други кардиоваскуларни заболувања. Не само срцевиот удар, тука се и аритмиите и останатите заболувања на кардиоваскуларниот систем. Така. Сега, нели, за да се преземат одредени мерки кога станува збор за метаболниот синдром и нели за сите оние
проблеми кои што следат здравствени, значи оние сите 5 елементи кои што ги напоменавме, претпоставувам дека кога веќе ќе се утврди кај некого ова, се одредува некој третман за нели да се среди состојбата за да не дојде до можните компликации. Што препорачувате? Дали само хигиено-диететски режим, здрав начин на живот или тука се вклучуваат и некои можеби витамински таблети или нешто, некоја таблетарна терапија? Значи, секако за лекување на ова заболување примерно е менување на начинот на живот и хигиено-диететскиот режим. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека витамини може да се користат во договор со лекарот кој што го лекува пациентот, меѓутоа пред се е многу битно да се доведе во ред крвниот притисок. Вредностите на крвниот притисок да не бидат поголеми од 130, 180, 85 милиметри живин стол. И многу е битно да се доведе во контрола доколку лицето е диабетичар, нивото на шеќер во крвта, нивото на масноти во крвта и да се намали барем во почетокот на 10% обезноста кај лицето кое што е заболено од ова заболување. Меѓутоа, морам да напоменам дека овдека мора да се води заеднички, значи, да биде лекувањето доколку метаболниот синдром се јавува поради пореметување на функцијата на јајниците или пореметување на хормонскиот статус, значи ова заболување е мултидисциплинарно. Так. И секако дека само со диета, хигиено-диететски режим и соодветни витамини и суплементи не може да се постигне саканиот ефект. Тука пред се треба да се, можеби треба да се вклучи нутриционист кој што ќе спроведе соодветен начин на исхрана. Меѓутоа, пред се, тоа е мултидисциплинарна болест, каде што треба да се вклучени интернисти, невролози, нефролози, доколку е засекната бубрежната функција, кардиолози, ако има кардиоваскуларно заболување. Затоа викаме дека ова заболување е мултидисциплинарно. Так. Доктор Сонја, знаеме дека сето она што ни се случува веќе 4 месеци, ако не се лажам, можеби повеќе наназад со коронавирусот, секогаш кога станува збор за оние ризична група на граѓани, претпоставам дека и метаболниот синдром е еден од оние ризик фактори. Да. Значи што се случува, значи зошто е поврзаноста лоша ковид и метаболен синдром? Значи, лицата кои што се надхранети, односно дебели, имаат една континуирана инфламаторна реакција во самиот организам. За гледачите не би зборувала за механизмот на појава на тие цитокински бури кои што се јавуваат кога ќе покрај основното заболување, кога веќе има инфламација во организмот и кога ќе се зголеми таа инфламација со појавата на заболување како што се детектира дека е ковидот. Самите компликации што ги прави вирусот, кои што веќе се детектирани во стручната јавност, се многу идентични со компликациите што со себе ги носи метаболниот синдром. Така да, кога ќе се здружат овие две заболувања, реакцијата, имунолошката реакција на организмот и антиинфламаторната реакција многу по-тешко може да се контролираат. А да не зборуваме за колку е по-тешко
лекувањето на ваквите заболувања, затоа што, како што реков, метаболниот синдром е мултидисциплинарна болест, лековите што се организмот е под постојана инфламација, лековите што се даваат дополнително за да се спречи инфекцијата од COVID, нели, определена група на лекови уште повеќе го влошуваат метаболниот синдром и тука се навлегува во еден, ние што викаме, затворен круг или циркулус вициозус. Така да, токму заради овие елементи, лекувањето кај ваквите пациенти е многу по-специфично, потешко, самата возраст, исто еден голем ризик фактор и за едното и за другото заболување, односно за позитивниот исход од акутното влошување на состојбата на метаболниот синдром предизвикана од COVID-19. Сега тука да појасниме за гледачите што не следат, можеби некои подоцна што се вклучија. Значи, метаболниот синдром подразбира повеќе видови на заболувања, значи заболувањата на срцето, на бубрезите, диабетесот, високиот притисок, на целиот циркулаторен систем. И затоа велиме дека е многу лошо ако се нели овие лица ако добијат и коронавирус заради компликациите кои што можат да настанат, нели, а се потенцира секогаш оние хронично болни. И заради самото лекување. Така, да. Заради типот на лекувањето, потенцирање на симптомите од едната и од другата болест и тоа е тоа. Така. Доктор Сонја, потенциравме на почетокот дека метаболниот синдром е обично се јавува кај повозрасната популација. Меѓутоа, секогаш кога говориме за секоја тема и за секој здравствен проблем и со вашите колеги или воопшто, некако сите од овие здравствени проблеми како да се јавуваат и кај помладата популација. Какво е вашето искуство во однос на овој проблем со поместувањето на границите на возраста? Видете, во последно време, имајќи предвид, како што рековме, дека еден од ризик факторите за појава на метаболниот синдром е седалниот начин на живот, кога зборувам седален начин на живот, односно намалена физичка активност, и тоа што се повеќе и младите лица се воглавном на компјутер, комуникација, поготово во овој период сега кога сме на некој начин сите лимитирани со комуникациите, значи секако дека границата за појава на овој тип заболување е намалена во последно време. Самиот начин на живот, стресот, пушењето, да не ги повторувам повторно сите ризик фактори, пред се начинот на живот доведува до и неквалитетната храна, особено фастфуд храната, сладките, сите оние храни кои што водат до зголемување на телесната тежина и до зголемување на нивото на масноти и на шеќери во крвта, односно ние повеќе внесуваме отколку што трошиме. Така. Во овој период. Затоа не само во овој период, туку воопшто, во последните години. Разните суплементи што се внесуваат, пота разни пијалоци кои што се рекламираат, се со нездрави шеќери. Сето тоа доведува да бројот на заболени со метаболен синдром се јавува во пораните години, меѓутоа тука секако е многу и генетскиот фактор, а пред се начинот на живот и начинот на исхрана. Би сакала вака сега едно прашање, можеби ќе биде надвор од ова што денес го говориме, меѓутоа веќе сме некако сред лето што се вели. Температурите надвор и УВ зрачењето се веќе на некое непосакувано ниво, како да кажам, нешто што на некој начин ни штети на нашето здравје. Па би сакала некако вака при крајот да потенцираме до нашите гледачи како и воедно нели ќе дадеме на препорака и за метаболниот синдром и воедно и како да се
грижат за здравјето во овие топли денови. И оние кои што имаат хронични болести, и ние еве што нели немаме никаков проблем, меѓутоа да се заштитиме и од влијанието на топлото време и воопшто од една превенција од појава на метаболен синдром. Значи, основната превенција е движењето, односно физичката активност. Престојот во физичката активност, да. На физичката активност, меѓутоа треба да се внимава кога и да не е во кога е многу топло, така да. Така. Значи тоа треба да биде или во утринските часови или во вечерните часови, секако не во оној период на денот кога сонцето е најизразено. Так. Исто така е многу битна хидратацијата. Значи, 2 литра на вода треба барем да биде дневниот внес на течности. Многу е битно и тоа како и кога ќе се земаат лековите кои што се препишани било за лекување на тензијата, било за лекување на покачените вредности на маснотите и шеќерот. Тука апелирам на повеќе земање на свежо овошје и зеленчук, салати, помалку процесуирана храна и движење. Значи сепак да се внимава на исхраната, да имаме физичка активност, меѓутоа нели да најдеме или рано наутро или покасно навечер кога не е толку многу топло. Кога температурите, да. И да јадеме. Кога температурите не се многу високи и кога сончевото зрачење не е, доколку имаат можност гледачите кои има можност, секако дека престојот покрај вода и пливањето се најдобро делувачки во овој период. Меѓутоа, состојбите се такви, така да сите мораме да се прилагодиме на начинот на живот кој што е сега. Исто така апелирам и јас, веројатно на гледачите ќе им бидеме изгодни, меѓутоа апелите за носење маски, одржување на физичка дистанца, често миење на рацете, гаргара со вода, со лимон, со сода бикарбона, се препораките кои што сите треба да ги можеби ќе ни станат и секојдневие во понатомошниот живот, тоа не знаеме во кој правец ќе се одвива самава пандемија светска. Така. Јас уште еднаш би напомнала дека во лабораториите на One Hospital ги вршиме сите анализи кои што се поврзани со метаболниот синдром, така да во секој момент стоиме на располагање на жителите, исто така и редовните систематски прегледи на вработените во фирмите многу често ги детектираат овие проблеми кои што се јавуваат кај лицата без при тоа да индивидуата биде свесна дека има метаболен синдром, заради тоа што кажав и уште еднаш ќе напоменам, ова заболување нема специфични симптоми. Така, додека не се испитаат и додека не се потврдат. Симптомите се јавуваат како резултат на засегање на некој од органите. Од специфичните симптоми може би треба да ја напомениме само појавата на замор, чувството на глад после 2-3 часа од земањето на оброк, желбата за повеќе сладка и тестеста храна, тоа се едни од симптомите што не ги кажавме, мислам дека... Да, не ги кажавме, да. Излагање, да. Значи, кој што треба да не натераат да може би малку повеќе да се исконсултираме било со матичниот лекар, било да направиме дополнителни испитувања,
и да превенираме компликации од метаболен синдром. Така, еве убаво како за крај ги кажавме сите оние симптоми кои што треба нели да ги согледаат или да ги забележат нашите гледачи за да се посомневаат дека можеби имаат ваков проблем. Доктор Сонја, јас ти благодарам за денешното гостување во ваш термин, иако нели во вакви некои вонредни услови преку по видео линк нели преку да, меѓутоа мораме така бидејќи нели да се заштитите и вие и ние некако заради се тоа бидејќи очигледно ќе трае уште долго. Ви благодарам многу, соработката со вас останува, значи кажавме доаѓате од One Hospital од Титово, меѓутоа споменавте и вие дека имате исто така и во нашиот главен град нели ординации каде што можат луѓето да ги посетат. Така за сите повеќе детални, да, може да ни се јават и нас во телевизија, па можеме да им дадеме на нашите гледачи контакт број пак да искомуницираат и да се договорат. И јас ви благодарам и сакам да најавам дека во One Hospital од нареднава недела ќе почне активно да работи и Центар за остеопороза. Така. Затоа што имаме мултидисциплинарен, и таа болест е мултидисциплинарна, во лекувањето на болните, пред се во детектирањето, ќе учествува стручен тим од интернисти, реуматолог, ортопед, лабораториски анализи, комплетни ќе се прават и имаме прекрасен апарат за дензитометрија. Така. Ете, се надевам дека сите оние кои што имаат некој ваков проблем, воопшто и секаков проблем со нивното здравје, ако имаат потреба нели дека ќе ве побараат, ќе ве добијат и ќе закажат средба со вашите колеги. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам добро здравје и чувајте се. И благодарам и вам. Пријатно, секое добро. Секое добро. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека сето она што го слушнавте во врска со денешната тема, односно метаболниот синдром, ќе биде корисно за вас. Уште повеќе што е и некако на крајот ги напоменавме сите оние симптоми кои што треба да ги забележите за да се посомневате дека постои ваков здравствен проблем. Ви благодарам уште еднаш за вниманието, во оставам во убаво расположение, имајте добро здравје и чувајте го своето здравје.